Добар ден во вториот информативен блок на К3. Во него вести актуелности од регионот, земјава и светот. Еве што издвојуваме. Инфраструктурни зафати во Кратово и околните села. Председателот Ѓорге Иванов учествува на Брдо Бриони процесот во Сараево. Во Средоземното море спасени над 680 мигранти. Македонската селекција денеска на контролен дуел со Азербејџан. Ова се само дел од содржините. За многу повеќе следете не по рекламите. Добар ден, дневник на К3. Жителите на Кратовското село Страцин од пред некое време може да се пофалат со асфалтирани пристапни патишта кои што ги побараа при посетата на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пред неколку месеци. Инфраструктурните зафати во оваа општина од североистокот не запираат тука. Дождовите кои што во изминатиот период ја зафатија земјава влијаат на македонската патна инфраструктура. Одрони и свлечишта стана редовна појава во североистокот, пред се во планинските општини. По реконструкцијата на големото свлечиште на излезот од Кратово кон Пробиштип, овој пат одговорните се со полни раце работа на влезот во општината. На регионалниот пат меѓу Страцин и Кратово, кај излезот на селото Железница, има попуштеност на асфалт во должина од 50 на метри, а во моментов јавното предпријатие за државни патишта го санира проблемот зашто е ангажирана компанијата Бетон. Механизација на компанијата успеа да обезбеди редовно одвивање на сообраќајот додека траат активностите за санирање на пропаднатиот дел од патот. За сега нема забрани за сообраќање на тешките товарни возила. На самото место поставена е соодветна сообраќајна сигнализација и на овој дел од регионалната делница меѓу Страцин и Кратово сообраќајот се одвива забавено по една коловозна лента со неизменично пропуштање на возилата. Општина Кратово преку проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Светска банка обезбеди финансиски средства за реализација на подпроектот изградба на нов зелен пазар, а местото полека го добива новиот лик. До крајот на годината кратовци ќе добијат модерен градски пазар кој што ќе ги задоволи сите нивни потреби за удобно пазарување. Зелениот пазар ќе биде затворен од 3 страни, а со пробивање на заобиколен пат околу пазарот ќе се растовари сообраќајот на улицата Свети Ѓорги Кратовски. Исто така, и безбедноста на пешаците ќе биде на повисоко ниво, затоа што ќе се градат тротоари до центарот на градот Кратово. Со тоа ќе биде решен еден од најголемите проблеми на жителите покрај недостигот на паркинг простор во градот. Градоначалникот на Кратово Мите Андоновски информираше дека ќе се уредува и улицата која води до зелениот пазар, а во процедура е обезбедување средства за изградба и на паркинг простор. Сега знаете на какво место беше пазарот под отворено небо и луѓето нема услови да пазаруваат. Ако има дожд, снег, значи условите беа за никаде. До крајот на годината пазарот ќе биде завршен, обезбедени се околу 32 милиони за изградба на покриен пазар, каде што ќе има најнормални услови луѓето во било какви временски услови да пазаруваат. Во Кратово постои традиција во сабота сите луѓе од селските населби да доаѓаат и да носат своји земјоделски сточарски производи, а луѓето од градот да се снабдуваат и да пазаруваат за цела седмица. Една од најзначајните придобивки од овој проект се подобрени санитарни и хигиенски услови за корисниците на објектот со изградба и поврзување на пазарот до инфраструктурната мрежа на градот. Привремено, пазарот е префрлен на паркингот на автобуската станица во Кратово. Во рамки на акцијата Виолетов караван на Сдруженијето за борба против рак борка за секој нов ден. Вчера на градскиот плоштад во Куманово голем број граѓани има можност бесплатно да извршат ехо прегледи за тироидната жлезда. Акцијата е во рамките на проектот за подигнување на свеста кај граѓаните за тироидните заболувања и нивна едукација за симптомите и проблемите кои се јавуваат со нарушена работа на тироидната жлезда.
На градскиот плоштад во Куманово голем број граѓани ја искористија можноста да извршат бесплатен ехопреглед за откривање на болести на тироидната жлезда во рамките на националната кампања за подигање на свесноста за тироидните заболувања во Македонија, насловена Виолетов караван 2016. Лекарите задоволни од одзивот во Куманово нагласија дека целта е да се испита структурата на тироидната жлезда. Симптомите на зголемено лачење на тироидната жлезда, на зголемување на тироксинот се најчесто слабење, јадењето, исхраната е зголемена, значи апетитот е зголемен, пациентите повеќе јадат, меѓутоа слабеат. Потење, тремор, треперење на рацете, на целото тело, паѓање на косата и така натаму. Значи тоа се симптомите на зголемено лачење на тироидната жлезда. Обратни се симптомите на намалено лачење на тироидната жлезда, односно се работи за неконсумирање на храна, а здебелување, односно поправање, се работи за отоци на секаде, нормално се менува крвната слика, се менува липидниот профил, односно масите. Сладјана Серафимовска, представник од Варос, дел од тимот кој го организира караванот, појасни дека акцијата се спроведува во рамките на Интернационалната недела на тироидната жлезда, која се реализира од 23 и трае до 29 мај, и информираше дека досега биле посетени 6 градови. Се надевам дека ќе ни биде успешна кампањата, дека ќе имаме доста прегледани пациенти, така да се надевам дека кај голем дел од нив барем нема да има потреба од понатамошни испитувања. Граѓаните ги поздравуваат ваквите акции, дел од нив биле информирани претходно, но некои случајно биле затекнати на градскиот плоштад. Правам дека се многу паметна идеја, дека не може секој да си дозволи да оди по другите градови и да чека редови. Јас дознав од колешката, инаку не бев информирана, али не е проблем. Гледам дека народот е доста информиран. Феноменално. Што нема болje, но? И јако добра обитель, како се вели, што радив, дечки што су девојчице, фине, харизматичне, но у томе ствар ова изванредна. Караванот завршува утре со централна манифестација во Скопје. По повод Светскиот ден на родителот кој се одбележува на 1 јуни, Унијата на жени при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е Крива Паланка организираше отворен спортски хепенинг за родители и деца кој се одржа на градскиот стадион. Од настанот беше упатена порака секој слободен миг во овој брз и модерен начин на живење да се посвети на семејството и децата. Пред се, зашто децата најголема поддршка, но и најмногу внимание барат и секогаш треба да добиваат од родителите. Стотина родители од Крива Паланка со своите дечиња во убавото сончево неделно пладне денес учествуваа на спортско-рекреативното дружење на градскиот стадион, кое го организираше Унијата на жени при Општински комитет на ВМРО ДПМН од Крива Паланка по повод предстојниот Светски ден на родителот 1 јуни. Денеска го организиравме овој настан по повод 1 јуни, Светскиот ден на родителот, кој што веќе преминува во традиција во Крива Паланка, бидејќи ланската година го прославивме во градскиот парк, исто така со многу забавни игри за дечињата кои што присуствуваа заедно со своите родители. Годинава тоа одлучивме да биде на градскиот стадион, бидејќи имавме пријавено поголем број на родители, присуство на поголем број родители заедно со нивните дечиња. Денеска тие заедно другаруваат и поминуваат квалитетно време, бидејќи знаеме дека во денешно модерно време родителот се помалку време поминува со своите деца, што за жал представува хендикеп за интегрирање на дечињата во општеството. Со ова сакаме да подигнеме свеста на родителот за поголема интеракција, за поголема соработка и дружење и за поголемо внимание на своите деца. Квалитетно искористено слободно време кое се помалку го имаме во ова современо доба е само времето посветено на семејството и дечињата кои се најголемото богатство. Уште еднаш да ги повикам сите родители со дечињата да гледат што повеќе време да поминуваат. Сепак родителската грижа е грижа една за детето, детето најголема посветеност бара од сопствениот родител. Па тука еве покрај нашите тренери што се присутни, тука се присутни дел од родителите на дечињата. Тука заедно да се забавуваме и ни препорачам на сите родители што повеќе време уште еднаш да поминат со дечињата, да се дружат на спортските терени, надвор од домашните услови, надвор од пред компјутерите, таблетите, да излезат доколку не може да играт, да излезат на некоја прошетка, имаме убави места низ Крива Паланка каде се прошета и што да се види. Родителот е урнек. Пример кој за детето значи се во животот, чии што стапки тој ги следи секогаш. Затоа, најважно е тие да бидат правилно усмерени.
Центарот за интеркултурен диалог Мултикулти ги отвори новите реновирани простории во населбата Тоде Мендол. На настанот присуствуваа градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски и постојаниот представник на УНДП Луиза Винтон. Двајцата го поздравија реновирањето и најавија поголеми финансирања кои ќе бидат од голема корист за младите. Центарот за интеркултурен диалог Мултикулти ги отвори новите простори кои ќе овозможат подобар простор за интеркултурно учење на младите. Во рамки на отворањето Мултикулти се вклучи во прославувањето на Global Bubble Day, меѓународниот ден на водени балони кој има за цел да шири позитивна енергија да ги направи луѓето среќни. Градоначалникот Зоран Дамјановски ги поддржува сите проекти кои се поврзани со младите и нивниот напредок. Воедно најави нови проекти за младите и обезбедување на поголем простор и подобри услови за интегрирано општество. Реновирањето на просториите е финансирано од UNDP во износ од $13,000. Јас како градоначалник на општина Куманово сум среќен што имам соработник во ова време со амбасадор Луиза Винтон, која е и почесни граѓанин на Куманово и која успеа да особено во имплементација на проектите за младите, интегрирано општество, граѓанско општество и деца со посебни потреби. Значи неколку паралелни проекти работиме. Се надевам дека нашата соработка ќе предложи, работиме на некои други проекти за обезбедување на поголем простор за младите. Тоа е градската куќа која заедно успеаме да ја земеме со одлуката во општинска собственост, значи да купиме другиот дел. Сега работиме на проект и можеби апликација за реновирање на тој дом, каде ќе имаме поголем простор за младите и подобри услови за интегрирано општество. Луиза Винтон вели дека младите ги гледа како чувари на различности на социјалната кохезија во општеството и ги поддржува сите активности поврзани со нив, кои сака да ги искажат своите вредности и ставови. Најави нови поголеми финансирања кои ќе бидат од голема корист за младите. Како што спомна градоначалникот, значи ова реновирање кој чинеше околу $13,000 е само почетокот на нашите активности и помош во врска со младите. Имаме исто така одредено финансиски средства за поголема помош на младите во поглед на работилници, обуки, средби и друг тип на собирања кои што ќе бидат од корист за младите. Целта на проектот е да се создаде простор на младите заедно да творат, да ги разменуваат своите култури, да шират мир, толеранција и позитивни пораки. Веќе имаме повод за реновирање, како што кажавте, конечно најдовме средства за ова и за тоа им благодарам и на општината и на UNDP за оваа прилика што ни овозможија да го реновираме младинскиот центар Мултикулти. Ние ги охрабруваме сите да членуваат, воедно сега центарот ќе биде отворен 24 часа, ќе кажа за малку, но 7 дена од неделата и ќе имаме целодневна програма со тоа што ќе имаме и работилници во текот на викендите. Како дел од овој проект, средношколците од сите средни училишта во Куманово присуствуваат на работилници на теми театар, фотографија, интерес и кариера и уметност од рециклирачки материјали. Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша се вклучи во проектот Заедно, кој има за цел овие лица да бидат вклучени во општеството како рамноправни граѓани. Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша се вклучи во проектот Заедно, кој го спроведува Сдруженијето Солем од Скопје. Целта на проектот е да се продолжи со работилниците за самозастапувањето и самоодредувањето на лицата со интелектуална попреченост, особено повозрастните лица, како начин да се зајакнат истите, да се развијат можности, тие да се вклучат во општеството како рамноправни граѓани. Солем го работи ово од 2012 година и до сега имаме издадено Конвенцијата за правата на лицата со попреченост од Обединетите нации во лесно разбирлив формат за лица со интелектуална попреченост, направена од страна на лица со интелектуална попреченост. И една од целите на овој проект е всушност да се изработи уште една брошура направена од нашите самозастапници во Солем, со која што ќе се објасни на лицата со интелектуална попреченост како безбедно да го користат интернетот и како да се ги заштитат своите лични податоци на интернет, бидејќи знаеме дека се повеќе и повеќе лица со интелектуална попреченост всушност почнуваат да користат социјални мрежи и сакаат да се активни, едноставно да добијат материјал лесно разбирлив за нив, за да може тоа безбедно да го прават. Станува збор за проект кој ќе трае 18 месеци и кој ќе се спроведе во дневниот центар.
Целта на овој проект е се самоодредувањето и самозастапувањето. Нели, самоодредување и самозастапување како наши цели кои што на некој начин можеби несвесно сме ги поминувале во нашата програма за работа, меѓутоа еве сега преку еден проект тоа ќе биде една насочена форма во која што лицата со интелектуална попреченост ќе можат да поминуваат низ работилници низ кои што ќе јакнат својата личност и значи тие работилници ќе им овозможат тие да донесуваат самите одлуки за својот живот. Што сакаат, што не сакаат, значи да донесуваат избор нели за својот живот. Инаку овој проект е финансиран од Европската унија. Вработените во дневниот центар Порака наша се задоволни од соработката со институциите како на локално, така и на државно ниво во поглед на вработување на овие лица. Љубителите на мукни машини на две тркала викендов во Куманово уживаа во супер забава и рок музика. Во организација на локалниот клуб Мечки се одржа традиционалниот мотособир. Дружењето на моторџиите од земјава и соседството тргна од локалитетот Стара Бања, каде што се одржа рок забава. Иако беше планирано учесниците на мотособирот да се надпреваруваат во забавните вештини од оправдани причини. Дружењето беше преместено кај спортската сала, каде што моторџиите од Македонија и нивните гости од Бугарија, Србија и од Босна и Херцеговина се подготвија за дефилето низ градот. Нормално енергијата е тука најбитна, енергијата е позитивна, како и на сите собири. Со добра позитивна енергија не може да се случат никакви немили настани. Немили настани се случуваат онаму кај што има негативна енергија. Ние такви не примаме. Да се подружиме, да се видиме оние кои што не сме се виделе некое време, да обрнеме внимание на безбедноста во сообраќајот и на возачите на мотор и на возачите на автомобили. Посебно на возачите на мотор да знаат дека покрај нивната безбедност треба да внимаваат и индиректната безбедност од возачите на коли. Мотоклубот Мечки од Куманово и овој пат беше одличен домакин, на задоволство на сите моторџи и луѓето кои што се љубители на добра скара, квалитетна музика, одлично пиво и секако мирисот на бензин. Мотоклуб 63 Падобранска, долазимо из Лесковац. Јуче смо дошли, остаеме овде до сутра. Ми смо презадоволни, ние нам први пат да долазимо сваке године и најболje сараѓуваме са македонцима овде. Ние сме значи од Мотоклуб Свети Николе, броиме 14 члена, исто име го носи клубо како градо и дојдемо, надевамо се на добра забава и журка тук. Па супер, сега одлично знае се дека Мечки се многу добри домаќини и како и секад надевамо се дека и оваа година ќе си поминеме многу добро. Па добро е, да, добро дошли сме тука. Добро се ни посрещнали. Ние сме Lowlanders од Скопје, чаптер од Скопје, инаку братот е од чаптерот од Софија дојден овде. И тоа одлично. Ние сме стари пријатели со Мечките и имаме одлична соработка, дружба, све на ниво како што треба. Иако моторџиите и нивните миленици на две тркала се бучни и со имиџот делуваат помалку опасно, во принцип се најдисциплинираните учесници во сообраќајот, а одржуваат и одлични забави. Забрзана интеграција на целиот регион во Европска унија и НАТО е главна цел на состанокот на лидерите на Брдо-Бриуни процесот, кој денеска се одржува во Сараево, а на кој учествува и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Европските и евроатланските интеграции да се третираат како суштинско, а не како техничко прашање се очекува да биде еден од заклучоците на денешниот самит на лидери. Од Сараево претседателите од регионот ќе порачаат дека билатералните разлики не смеат да бидат пречка и блокада на евроинтеграциите и дека неопходно е помирување и враќање на севкупната доверба помеѓу државите со цел непречена и засилена регионална соработка.
За таа цел потребен е искрен и директен диалог за надминување на разликите, заклучуваат лидерите на Брдо Бриони. Македонскиот председател ќе ја реафирмира потребата од максимално посветување и свртување на државите од регионот и максимална соработка, особено во сферите на безбедноста и инфраструктурата. Потребно е балканските земји да ги следат успешните модели на регионална соработка во Европа, како што се Вишеградската група, Нордискиот и Балтичкиот регион. Идната година домаќин на состанокот на Брдо Бриони процесот ќе биде Македонија и председателот Иванов. Според кабинетот на председателот во заклучоците на овој состанок, покрај заложбите за брза интеграција на земјите од регионот во Европската унија и НАТО, првпат се вметнуваат и заложбите на државите во зајакнување на полова рамноправност, особено во сферата на лидерските позиции, борбата против семејното насилство и насилството врз жените. Без разлика на навидум декларативноста во заклучоците, според дипломатски извори, овие состаноци се исклучително отворени. Шефовите на државите без ракавици разговараат како за перспективите, така и за предизвиците за регионот. На состанокот на кој специјален гостин е председателот на Италијанската република Серджо Матарела, учествуваат и членови на председателството на Босна и Херцеговина Бакир Изетбеговиќ, Младен Иванич и Драган Човиќ, председателите на Хрватска Колинда Грабар-Китаровиќ, на Словенија Борут Пахор, на Црна Филип Вујановиќ, на Србија Томислав Николиć, на Албанија Бујар Нишании и на Косово Хашим Тачи. Најавени 3 нови инвестиции во рок од една недела, кои ќе отворат нови директни 2000 работни места. Тоа е конкретно и директно решавање на најгорчливиот проблем на граѓаните – невработеноста, вели во интервју за Телеграф лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Отпочнаа 3 нови инвестиции за само една недела, кои ќе отворат над 2000 директни нови работни места. Тие сигурно ќе отворат и 500 или 600 индиректни работни места. Тоа е нешто што многу ме радува. Тоа е конкретно и директно решавање на најгорливиот проблем на граѓаните невработеноста. Нешто што беше во врвот на моите приоритети во сиот изминат период, еден од главните мотиви да влезам во политиката. Ова го истакна председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во мега интервјуто за Телеграф. Да подсетам, стартувавме со околу 38% невработеност, а ја сведовме на 24,6%. Од вкупно 560.000 вработени луѓе во земјата во 2006-та, стигнавме до над 710.000 или над 150.000 новоотворени работни места. Колку и се уште да е висока невработеноста, пред 10 години за многумина оваа бројка беше само сон и личеше недостижно. Уште повеќе ако се подсетите дека ова се оствари во услови на една светска и европска економска криза, кој заедно трае околу 4 до 5 години, значи речи си половина од нашето работење, а еве 1,5 година и во домашна политичка криза, која си има свое негативно влијание и на економијата, потенцира Груевски. Како водечка партија во владата, додаде председателот на ВМРО ДПМН, ќе продолжиме со спроведување на економски политики кои возможуваат отворање нови работни места. Рускиот председател Владимир Путин на крајот од својата посета на Грција го посети рускиот православен манастир Свети Пантелеймон на Атос. Свето денеска. Рускиот председател при посетата на манастирот Свети Пантелеймон на Атос го пофалил духовното возвишување што го обезбедува строгата монашка заедница на ова свето место. Според него, православната традиција споделена од Русија особено важна во овој момент од историјата. Поради посетата на рускиот председател на Атос беа преземени засилени мерки за безбедност. Освен неговото големо лично обезбедување имаше и засилено присуство на грчката полиција и крајбрежната стража, а по неговата маршрута беа разместени снајперисти. Посетите на други верници во манастирот Свети Пантелеймон беа укинати уште пред 2 недели. По посетата на Атос Путин се упати кон Солун каде отпатува за Москва. Флотила бродови на европските земји спасиле 668 мигранти од небезбедните чамци на шверцерите во Средоземното море. Крај брегот на Либија, изјави италијанските власти, цитирани од американските медиуми. Мигрантите биле спасени од италијанската крајбрежна стража и бродови на воено-поморските сили, кои биле помогнати од ирски и германски бродови и хуманитарни организации. Ирската армија соопштила дека нејзин брод спасил 123 мигранти од 12-метарски чамец и дека било откриено тело на еден маж. Германски брод, што патролирал и пресретнувал чамци на шверцерите, учествувал во 4 спасувачки операции, изјавија од италијанската крајбрежна стража.
Одливот на туристи од Турција годинава е најсилниот за последните 17 години. Министерството за туризам на оваа земја објави извештај според кој во април 2016 земјата била посетена од 1,75 милиони туристи, што е за 28% помалку од истиот период минатата година. Причината за кризата во туристичкиот сектор на Турција се терористичките акти и влошувањето на односите со Русија. Бројот на руските туристи оваа година е намален за речиси 80%. Бројот на германски државјани кои избираат Турција како туристичка дестинација исто така паднал за 1/3. Според Турскиот статистички институт од јануари до март оваа година приходите на туристичкиот сектор во земјата се намалиле за 16,5% во споредба со истиот период минатата година. Со поладни глави, првите луѓе на клубот и кошаркарите на Куманово искажаа благодарност за поддршката од навивачката група, но и од сите граѓани на Куманово, љубители на спортот кои несебично ги бодреа на трибините во текот на првенството. Воедно оваа пресконференција ја искористија за да го изнесат својот став за инцидентот кога салата беше целосно испразнета, а надпреварот се одигра пред празни трибини. Куманово повторно е вице-шампион. Ако се земе предвид се што се случуваше во и околу клубот, сезонава може да се оквалификува како успешна. И покрај промените во стручниот штаб и проблемите со играчкиот кадар, кумановци понудија и повеќе од очекувањата во плей-оф сегментот. Најпрво надминувајќи го искушението Карпош Соколи, а потоа и со победа на гости отворајќи ја финалната серија против актуелниот шампион МЗТ. Аеродромци сепак го кренаа пехарот среде Куманово без оглед на околностите во кои што славеа. Па добро, секако по една преспиена ноќ. Впечатоците за оваа сезона, поготово за плейофот, се другачи. Морам да напоменам, значи први голема благодарност до управата, до цело Куманово, до навијачите наши и поготово на играчите за безпоштедната борба во овие месец дена кај што изигравме некои си 12, мислам дека се утакмици, каде што дадовме максимум, пробавме да ја освоиме оваа титула, не успеавме во тоа, значи целта ни беше да дојдеме до онаа мајсторка што сакавме да играме во недела, значи видовте и вчера цело време контролиравме утакмицата до самиот финиш, кај што примивме една, како да ви кажам, невозможна тројка, но тоа е спорт. Не успеавме во тоа, значи кај нас има една голема горчина за тоа што значи не успеавме да дотераме до мајсторка, каде што во тие последни 40 минути нема фаворити, значи одлучува инспирација моментално, каде што мислам дека имавме голема шанса да ги занадиме МЗТ во нивната сала и да се радуваме на таа, значи прва историска титула за Куманово. Не го направивме тоа, значи имаше доста причини за тоа што не успеавме, но од спортски аспект можам да кажам дека сум задоволен. Ова што го направивме, значи со малце повеќе среќа, ќе успеевме во тоа, али на нас само останува да бидеме единствени во тоа што го правиме како што бевме последниот период, без разлика утре кој ќе игра за овој клуб, едноставно и второто место за нас, овие тука некои што истрпеа цела година, значи прво место. Во име на општината како најголем финансиер на клубот, градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски им се заблагодари на спонзорите и поддржувачите, им честиташе на играчите, а се осврна и на за него неспортскиот дел од финалето. Ми припадна чест и одговорност да се заблагодарам од моје лично име, од име на граѓаните на Куманово за борбеноста, пожртвуваноста на играчите, особено во завршницата на ова првенство, каде покажа голема желба за освојување на титула, меѓутоа ради сплет на околности и самата состојба во македонскиот спорт, тоа задоволство ни беше ускратено. И тоа се надевам со упорна работа во натамошниот период ќе успееме да дојде до конечната цел, а тоа е освојување на титулата. Во меѓувреме излезе и официјалниот билтен на МВР во кој што стои дека полицијата морала да презеде мерки за спречување на нарушување на јавниот ред и мир, при што приведени биле 9 лица. По излегување од салата, навивачите продолжиле со нарушување на јавниот ред и мир, фрлале со камења кон влезната врата на спортската сала, при што се скршени повеќе стакла и повредени тројца полициски службеници, додека оштетени биле и 2 патнички моторни возила.
Од страна на полицијата се вели во соопштението, масата е разбиена, а состојбата нормализирана, при што приведени се 9 лица, од кои што на 6 им се изречени прекршочни платни налози, а за 3 лица кои се малолетни постапката е во тек. Пензионери од неколку општини денеска учествуваат на 21-те регионални спортски надпревари. Недобрите поединци и екипи од овие надпревари ќе учествуваат на државниот надпревар кој ќе се одржи во Радовиш. 180 пензионери од Куманово, Старо Нагоричане, Злетово, Пробиштип, Крива Паланка и Кратово учествуваа на денешните 21 регионални спортски игри кои се одржуваат на терени на спортскиот комплекс на Средното училиште Наце Буѓони. Пензионерите се надпреваруваат во 18 спортски дисциплини во машка и женска конкуренција. Надпреварот се одржува под покровителство на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите. Сдруженијето на пензионери од Куманово може да биде задоволно што ова е четврти пат како е домаќин на една ваква спортска манифестација на пензионерите. Овие 21 поред регионални спортски надпревари и игри ги отвараме и по повод 70 годишнината од постоењето на Сојузот на пензионери на Македонија и исто толку години од постоењето, од формирањето на Сдруженијето на пензионерите од Куманово. На отварањето на манифестацијата присуствуваа и градоначалниците на Куманово и Старо Нагоричане, Зоран Дамјановски и Милован Стојковски, кои им посакаа успех во надпреварите на пензионерите и остварување добри спортски резултати, но пред се дружење и рекреација. Мислам дека токму ова здружение направи големи напори за организирање на вакви надпревари, вашата активност, а пред се активност на здруженијето во Куманово, кој е врв, мислам дека е најактивно во Република Македонија. Да ја поздравам од името на општината Старо Нагоричане. Уште сега, значи да ја повикам за во август месец, знаете дека и во Пелинце се организира една средба на пензионери меѓународна. Спортските надпревари се дел од квалитетното живење на луѓето од третото доба. Спортското надпреварување да го уоквери во рамките на здравото и квалитетно старење на пензионерите, како велиме во оваа трета доба од животот. Најдобрите екипи и поединци од регионалниот надпревар ќе учествуваат на државните пензионерски игри кои годинава ќе се одржат во Радовиш. Во Кумановското здружение членуваат 13.600 пензионери од Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Во организација на Националната федерација на спортови за слепи и слабовиди лица при Сојузот на слепи на Република Македонија во Крива Паланка се одржа меѓународен турнир во голбал. Учествуваа репрезентациите на Македонија, Србија, Бугарија и Црна Гора. Меѓународниот голбал турнир се одржува повеќе години традиционално, но годинава е наменски, посветен на 70 години од формирањето на Сојузот на слепи на Република Македонија и представува само една од бројните активности посветени на јубилејот. Имаме само 5 екипи. Една е македонската, за наша среќа оваа година имаме и женска екипа, колегите од Бугарија донесоа една женска екипа, значи они пробуваат да го развијат голбалот и кај жените, што представува добар предуслов и ние тоа да го направиме, значи да видиме како тоа функционира кај нив, па и кај нас да профункционира. Иначе екипите се од Србија, од Црна Гора и 2 од Бугарија. Наша една, за наша жал, 2 екипи од планираните не успеа заради своји обврски да пристигнат, тоа екипата од Босна и тоа екипата од Албанија, што беа планирани. Се игра по бергер систем, секој со секого. И оној кој што освои највише бодови, ќе биде прав. Учесниците од 4 репрезентации учеснички истакнаа дека ваквите турнири и спортскиот ангажман воопшто за нив значат исполнување на времето, одржување на тонусот, добрата физичка форма, кондиција, можности за дружење и постигнување врвни резултати и успеси. Зафалјуваме колегите од Македонија што ја покани ни возможија да се дружиме и да ги покажеме нашите спортски можности и резултати. За нима и да покажеме нашите спортски резултати. Занимавам се од 20 години. Од 20 годишна возраст се занимавам со голбал. Голбалот е одлична можност како и секој спорт воопшто на лицата со нарушено здравје, тоест хендикеп да им се помогне да се интегрираат во општеството.
Голбалом се бавим веќе пуних 30 години. Со голбал се занимава полни 30 години, но сега не сум во можност и само рекреативно го практицирам. Бев држан репрезентативец на бившата Југославија во голбал и сум освоил олимписко, светско и европско злато. Имам редовни национални признанија како и сите спортисти. Многу ми е драго што сум денес овде. Имаме одлична соработка и се надевам добра пракса за нашите две федерации. Ќе оди по нагорната линија и во иднината. Наших савеза само ичи узлазном путањом. Голбал се занимавам од 3 години. Со голбал се занимавам 3 години и ми овозможува да ја одржам формата, да бидам активна, но и ми дава енергија и разонода во секојдневието, исполнето најчесто со учење и работа. Ежедневието на учење, работа. Централната прослава, посветена на 70 годишниот јубилеј на Сојузот на слепи на Република Македонија, ќе се одржи во Скопје на 15 октомври, светскиот ден на белиот стап. Македонската фудбалска репрезентација денеска ја очекува пријателски меч против Азербејџан во Австрија, на кој полените на Игор Ангеловски ќе се обида да ја прекинат серијата од 3 надпревари без победа и без даден гол. Македонскиот селектор Игор Ангеловски го определи составот со кој денеска од 17 часот во предградието на Виена во Батерлих ќе се спротистави на селекцијата на Азербејџан во желбата да се дојде до победа на првиот пријателски надпревар за време на овој собир. Како што и претходно најави, Ангеловски со комплетно изменет среден ред се впушта во финалната подготвителна фаза пред стартот на септемврискиот квалификацијски циклус. Деби во националниот дрес има за членот на работнички Бојан Најденов, кој во средниот ред се очекува да биде заедно со Енис Барди. Од првата минута на терен, по десната крилна позиција треба да действува уште еден младенски репрезентативец, Маријан Радески, дополнет во офанзивата со Тричковски, Трајковски и капитенот Горан Пандев. Во одбраната не може да има некои значителни измени. Поради обврски во својот клуб, Шарле Роа нема да се смета за средбата со Азербејџан. На стоперот од младата селекција Ѓоко Зајков, но тука се и Шиков и Ристевски заедно со Стефан Ристовски и Леонард Жута на крилните позиции. На голот ќе биде Столе Димитриевски. ФИБА Европа објави дека ниедна национална федерација нема да биде суспендирана после заканите поради можните настапи на нивните клубови во Еврокупот и во АБА лигата, наместо во Лигата на шампионите. Од ФИБА се задоволни од тоа како реагирале кошаркарските федерации по најавите на клубовите дека ќе играат во Еврокупот и во АБА лигата, меѓу кои беше и Македонската кошаркарска федерација. Во март годинава, ФИБА се закани со суспензија на репрезентациите од предстојните Олимписки игри во Рио и на Европското првенство во 2017 година, доколку националните федерации не ги суспендираат клубовите кои ќе се одлучат за настап во Еврокупот и во АБА лигата. Македонија беше една од репрезентациите на кои се закануваше суспензија од ФИБА Европа, но со новиот развој на настаните веќе станува јасно дека нашата национална селекција непречено ќе настапи во квалификациите за Евробаскет 2017. Реал Мадрид е нов европски шампион и по 11 пат се искачи на тронот, откако по изведување на пенали го совлада со 5-3 градскиот ривал Атлетико Мадрид. Херој на кралевите беше Кристијано Роналдо, кој погоди во петата пенал серија и донесе голема победа за кралскиот клуб. Реал Мадрид по 11 пат во клубската историја стигна до толку ценета титула во Лигата на шампионите, идентично како и во финалето во Лисабон. Негова жртва во Милано беше големиот градски ривал Атлетико, кој сигурно уште долго ќе го памети новиот пораз во најелитното надпреварување. Пенал рулетот на Сан Сиро се покажа како посреќен за кралевите, кои мора да се напомене дека на крајот има и повеќе нерви, успејќи да го матираат Облак во сите 5 наврати. Првата шанса на мечот ја имаше Касемиро уште во 6-та минута, но Облак беше на висина на задачата и одлично го сочува својот гол. Иницијативата на кралевите вроди со плод 10 минути подоцна кога Рамос погоди за 1-0 по една нафрлена топка. Атлетико беше подобар противник во второто полувреме и успеа да израмни во 79-та минута со голот на белгискиот интернационалец Јани Караско. Од овој момент до крајот на надпреварот ниеден од тимовите не успеа да постигне гол, а мрежите мирува и во двете продолженија од по 15 минути, пошто се пристапи кон изведување на удари од 11 метри. За Реал Мадрид погодија Васкес, Марсело, Бел, Рамос и Роналдо, но дека за Атлетико реализира Гризман, Габи и Саул. Трагичар беше Хуанфран, чијшто удар заврши во стативата. Атлетико Мадрид досега 2 пати загуби во финале по продолженијата. Претходно јорганџиите не успеа да дојдат до европскиот трон во 1974 и 2014 година.
Ракометарите на Киелци Веспрем се пласира во финалето од Лигата на шампионите. Првен Киелци во голема борба и изедначен дуел го совлада дебитантот во Фајнал Форот, француски ПСЖ со 28-26, а во второто полуфинале во Келн, унгарскиот шампион Веспрем го совлада германски Кил со 31-28 по одиграно продолжение. Регуларниот дел заврши 25-25. За Киелци ова е прво финале во своето трето учество, додека Веспрем си обезбеди пласман во финалето втора сезона поред. Денеска во 18 часот е закажано финалето меѓу Киелци и Веспрем, а дуелот за третото место меѓу ПСЖ и Кил ќе започне од 15 часот и 15 минути. Кошаркарите на Голден Стейт славеа против Оклахома со 108-101 израмнувајќи во финалето на западот од плейофот на 3-3. Вориорси на тој начин го надополнија за останувањето од 2 победи, па на свој паркет ќе имат шанса да се изборат за нов дуел со Кливленд во борба за титулата. Херој на Голден Стейт беше Клей Томсон кој постигна рекордни 11 тројки за вкупно 41 поен. Фантастичен беше и Стеф Кари постигнувајќи 31 поен со 10 скока и 9 асистенции, додека Дреймонд Грин дополни со 12 поени исто толку скока. На Оклахома овој пат не помогна ниту одличната вечер на нивниот најдобар двоец. Кевин Дурант постигна 29 поени, а Расел Весбрук дополни со 28 поени плюс 11 асистенции, 9 скока и 4 украдени топки. Двоцифрен ефект има и Серж Ибака со 13 поени, како и Андре Роберсон со 11. Да ја проследиме временската прогноза за североистокот. Информацијата за времето е последната во овој издание на Дневникот. Благодарам што не следевте. Имајте пријатно попладне.